Дали некој пат сте чуле изјавата, не ми го спомнувај, притисокот ми го крева. Сте чуле по некој пат некој да каже? Каква асоциација има кај луѓето кога ќе те спомнат тебе? Мене. Мене ме спомнувале многу пати. Таква ми била професијата. Сум ги слушал студентиве зад грб за мене и за многу други професори, нели? Скоро за сите. А овој е многу строг. А оној он е многу лош. А овој е фин. Овој е многу добар. Фала Богу и такви сум слушал. Има и такви. А овој е многу нервозен. Кога ќе те спомне некој тебе вака зад грб, кога не слушаш, што мислиш, на што го асоцираш? Кои мисли му се вртат низ главата кога некој ќе те спомне тебе? Па да ви кажам, не е различно многу од колку вам кога ќе ви спомне некој. Кој ќе ви го спомне Иван, не знам кој е таму. Кој знае што ви се мота низ глава? Ама тоа што им се мота низ глава на луѓето или нам, во најголема мерка си е наша заслуга, мора да си признаеме. Ние сме си создале таков имидж, како што луѓето ќе им се создаде во глава кога ќе ти кажат не ми го спомнувај тој или најде чудам за него повеќе. А што му се мота низ главата на Господ кога ќе те спомне тебе? Што мислите? Или што посакувате? Или што предпоставувате? Оти може да те спомне некој. Може и ѓавол да те спомне пред Господ. Ја потсетам за некој момент дека во времето на Јов, најстарата книга во Светото писмо, ѓавол го спомнувал многу често. Доаѓал пред Господ, оној тоа ти тамо премногу си му дал, затоа тој ти е верен. Си го благословил со имот, со деца, со... А со тоа е наречен клеветник. Тоа му е работа, 24 сатната клевети. И ако дојде ѓавол да те наклевети пред Господ, какви мисли во Господ ќе се создадат за тебе? За мене? Исто тоа важи, не? Кога ќе те спомне Господ, во која конотација те мисли? Низ Библијата има баш ваков израз повеќе пати. Бог се спомна. За овој, за оној има многу таму. Впрочем, Бог никого не заборава. Во некој контекст ќе те спомне, как да е? Ќе ме спомне. И веќе најавив, некој ми однесе Библијата или сам си ја однесов. Не се ки си ја знам и на памет. Кај ми е? Добро, има друга. Што ме нема мојата. Има една реченица, некој ако видовте на Facebook, тамо кај што ги најавивме овие теми, која што јас би посакувал. Реченица која што е една мала молитва. Кратка молитва со далекосежни последици. Може би најзначајната молитва што некој од нас би можел да си ја посака, да си ја каже. Книгата на пророкот Неемија, во Стариот Завет. Можем да ви кажам, Мите дарежливо спомна дека јас сум пишувал многу книги. Па да ви кажам, во просек сум пишувал една годишно, 40 години работев, 40 на книги сум напишал, да не биде кусо. Но да ви кажам дека секој кој пишува книги, особено внимание обрнува на почетокот, како ќе ја почне книгата, затоа што вниманието на луѓето е најголемо на почетокот, ама најголемо и на крајот. И ќе пази како ќе ја заврши таа книга. И многу често ќе читате по интернет било кај последните зборови на овој, на оној, нели? Нешто кога е последно кажано, дека луѓето асоцира една посебна важност. Неемија решил да напише една книга, напишал што напишал, нели, читајте си во Стариот Завет, и се како ќе ја заврши. Ете, секој романче, книга, било што е интересно, како ќе ја заврши. Ама евам како ја завршува. Последната реченица од последната глава на Неемија. 13:31. Главата е 13, стихот е пермутација од 13:31. 13:31, лесно ќе памти. Спомни ме, Боже мој, за моје добро. Спомни ме за добро. Имаше Елена Ристевска едно време пеачката, една популарна песна "Сакам по-добро да те памтам". Епа, ако некој сака по-добро да те памти, верувајте, Бог е тој што секого од нас сака по-добро да го памти. Ама дај му повод. Дај му повод по-добро да те памти.
Веќе го спомнав Јов, како најстара книга, ви дам некои примери кога Бог си спомнувал за некој и во кој контекст па Бог ги спомнува своите чеда. И не сме тука исклучок ни јас ни ти. Уште во првата глава, еве 8 стих тамо, Луцифер, како Луцифер, кога отпаднал лута низ вселената и Господ му вика, кај шеташ бе, кај си? Што би рекли денес, кај одиш бе, кај акаш? И тој му кажува, го обиколувам светот, таму, таму, наму. И сега важни, интересни се Божите збори. Го видели мојот слуга Јов? Следната реченица вика, му нема рамен на земјата. Богобојазлив, праведен човек, чесен човек, чист морално. Што ми е поентата? Бог спомнува по некого за да се пофали со него. Го видели мојот слуга Јов. И сега, ако Бог те спомне, има ли некоја шанса барем да те спомне за да се пофали? Го видели Иван, Петко, Станко, Лјупче, Марија? Ја гледаш ли? Како ти пркоси? Еден човек имал интересна молитва и секој ден си ја кажувал. Мене ми е интересно, бара. Дај Боже, вика, и денес да видам на црната листа на ѓаволот. Много интересно молитва. Дај Боже, и денес да видам на црната листа на ѓаволот. Оти ако си на црната листа на ѓаволот, тоа автоматски значи дека си на белата листа кај Господ. Најмногу го иритира ѓаволот ако си на белата листа кај Господ. Да се пофали со некого. Бог се фали, му нема равен. Сете се за Ноја, и Бог си спомна за Ноја, и одма додава праведен човек, благочестив човек, послушен. Што во евреите, кога се, во посланието до евреите, кога спомнува тамо една плејада на великани, со послушност, вели Ноја, го изгради бродот и го спаси човечкиот род. Епа, ќе најде ли нешто такво Господ, кој ќе те спомне, кој ќе ме спомне? Не мора да биде исто, еве, за Јов било друго, за Ноја било друго. Со послушност го направи бродот за спасение на своето семејство, прво, а со тој човечкиот род. Бог ако те прозве, знаете како и ние, кои ќе спомнеме некој човек во друштво, автоматски додаваме некои зборови, да го појасниме, да го опишеме тој човек. Стално нешто кажуваме. И не е многу различно со Господ. Ко прозве уште првиот човек, ќе ви текне. Од која сгрешија, тоа е Господ вечето. Адаме, кај си? Ништо не те гледам пред мене. То вчера те гледав. Се сеќавате таму пишува, секоја вечер се среќавале со Господ лице в лице си разговарале. Ние копнееме за таква работа веќе сега. Кај си, нешто те нема денес? И верувам дека по некои ваши браќа и сестри, а и мои се разбира во мојата заедница на секаде, во некоја недела Господ има причини за многу луѓе, каже. Кај си, Петре Станко? Кај си во недела кога Светото писмо не учи, не изоставувајте ги вашите собранија. Немајте да отсуствувате од заедниците. Кај си? Кога треба да си во денот Господов, тамо каде што треба да си. И верувам дека Господ има кого да прозве, многу луѓе, од наши браќа и сестри зборувам нели за таа работа. Не и се после Адам го прозва и Каин, се сеќавате? Каин го уби својот брат Авел, која трагедија, првото семејство, таква катастрофа. И, како што кажувам веќе 2-3 пати, кога ќе спомне некој име, Господ додава некои работи што се релевантни за тој човек. Или нешто да испровоцира, или нешто да го опише. Каине, кај е брат ти Авел? Ја не сум на чуварја на брат ми. Не се он што одговарал, друга тема е. Друга тема на која што би ви зборувал дека сме чувари на нашите брати и сестри, дури и оние што ни се биолошки. Ама, сега денес нас да не гледа Господ, мислите дека нема на кого што да му каже слично? Има по некој маж што Господ ќе може каже жена ти денес, зошто не е во црква? Има по некој брачен пар, кај ви се децата? Имаше на времето еден наш брат кај Господа, веќе Цикалов, стариот, што искомпонира една песна, еден народњак беше христијански, ама на пат си кон вечноста, каде ти се децата? Така се викаше песната. И па сега ние не има, баги не има, знаете.
и во вашата, во нашата црква, во сите цркви, кај ви се родителите, кај ви се брашните другари, кај ви се децата? Не дека тоа пат не е до некаде наша одговорност, ја не тврдам дека е секој пат наша одговорност. Ама како што кажав и за преводот, ние мора да симнеме изговорот, да го симнеме од наша одговорност. Ние да не сме одговорни, нека биде заради друга причина. Не заради тоа, заради мене, заради тебе, заради мојот карактер. Многу спомнувал Господ. Друго што ми е интересно, непосредно пред да ги уништи Содом и Гомор, многу интересно нешто, за мене барем. Бог си спомна за Авраам, кој што е нели наречен татко на верата, и сега пазите што каже во остатокот. И го извлече Лот од Содом. На прв поглед дури малку нелогично, се си спомнал за Авраам, не си спомнал за Лот. А и тоа е долга приказка зашто не го си спомнал за Лот. Оти кога се раздвојува, Лот си го избра по убавиот живот. Авраам остана во планините тамо со стока и му рече на Лот, кој што му беше внук од брат на Авраам, еве ти бирај прв. Јас сакам тамо во градот. Луксус, убајна. Ама после пак кога дојде време да загине дури, Бог се спомна за Авраам и заради Авраам го спаси Лот од Содом и Гомор. И бъде некој таков повод, барем за мене, за тебе, Господ, кој ќе не спомне да каже, кој ќе ми текне на Иван, на Петко, на Станко, на било кој тамо, абе ми текнува на тој негов близок тамо, дај ќе го спасам, ќе го извлечам од тамо, заради мојот Авраам, заради мојот овој. Знаете дека верниците можат да имаат огромна улога за судбината на цели нации. Сетете се кога зборуваме веќе за Содом и Гомор, како Бог се ценкаше, односно Авраам, пардон, како се ценкаше со Господ. Господи, ако има 50 души тамо, зар ќе го уништи цел град за 50 верници, ако има... И Бог, како добар пазарџија, добро бе, ако има 50, еве, цел град ќе го поштедам. Ама, па шо ако се 40, сега за 10 ти ќе цинкариш. Сега јас малку карикирам, нели, ама така ли че разговорот? Господи, добро бе и 40, ако има, ќе ги поштедам. Ама Боже, па може 30 да има. Абе, добро и 30 ако има, ајде. Ама 20 може да има. Абе, добро бе, ајде, еви 20 нека ти биде. Боже, уште еднаш ќе прозборам. 10 бе ако има. Абе, добро бе, еве, и за 10 верници ќе го поштедам. Кога беше земјотресот во Скопје 1963, повеќето не сте били родени, си разговара татко ми со еден друг пастор од друга црква и се расправаат сега какви штети имаат. И овој малце сакаше да не зафркава малце и нас, малку од некоја, ајде да речем, конкурентна црква. Нашиот оргулја беше на пумпање, така имаме за свирење, на времето имаше на воздух, со нозете пумпаш па да свириш. И татко ми му вика, тоа оргулјата ни паднала, вика вака, од земјотресот, и овој му вика, како богот Дагон, тоа е некој пагански бог тамо, ви паднала на лице. А татко му вика, мене не ме секира тоа што оргулјата паднала. Знаеш што ми текнува, вика? Имаше ли 10 праведници во Скопје? Викаше, јас не мислам дека е Бог различен од времето на Содом и Гомор. Ако тогаш би поштедел 2 града заради 10 верници, остави ти сега, викаше, ми кажуваш, твојата црква, мојата црква, од сите нас имаше ли 10 праведници во Скопје? Јас верувам, татко ми викаше така барем, ако имаше 10, немаше да се случива. 1500 души да загинат. Мојот другарче од музичко училиште, а така беше музичкото училиште тука, еве сега што е Рамстор, тука Кршива садна. Тука беше една долга зграда и музичкото училиште беше тука. И другарчето живееше во центар и тоа загина. Загинаа млади брачни парови кои што претходниот ден се венчале. Трагедија. Не се. Кога Бог спомнува некого, тоа ми е целата поента, времето ме гази. Бог си спомна за Рахела, Бог си спомна за Јосиф, читате, Бог си спомна за Ана, мајката на Самуил. Бог си спомна за Корнелиј, во Новиот Завет се сеќавате, Бог си спомна за твоите молитви. Ќе ти пратам сега некој што ќе ти каже како се спасиш. Па некој од вас може ќе го спомне Бог за вашите молитви. Некогаш не можеме друго ништо ни да правиме, освен да се молиме. Мој пријател многу одамна беше, ама човекот беше веќе 55-60 години беше, а може и повеќе да беше. Плачеше кога умрела мајка му, а мајка му беше 90 години скоро. И сега тие пријателите го па добро, вика, не плачи сега, сепак поживеа, вика, 90 години. Не плачам јас за тоа, вика. Вика, единствен човек што знам дека сигурно се молел за мене цел живот. Мајка ми. Па сега немам вика. Кој да се моли за мене? Секој ден.
Бар не сум сигурен. Вака бев сигурен. Мајка ми сигурно се моли за мене. Више има поента и во тоа, знаете. Молитвите се голема поддршка. Некој можеби не може кој нешто да направи, ама не е мала работа молитва да си. Нема кај Бога, знаете, големи дела, мали дела, да го пуштиме Господ да каже што е големо дело, што е мало дело. Немајте ние да судиме. Има една полухумористична епизода од пред 100-200 години кога свирале на вакви оргули, што кажав, и некој бил многу познат, славен и ќе свири, аплаузи сите, ама тоа била голема оргулја и во другата просторија некој тамо му пумпал цело време. И тој еднаш му вика, што сите аплаузи за тебе, вика, па ја нели сум заслужен. Сега вика, не ти пумпа, па да види дали ќе ти дават аплаузи. И вика, има да кажеш, јас и мојот помошник, тука што ми пумпа, сме заслужени за аплаузи. Така што нема мала и голема работа. Да го пуштиме Господ да каже што е мала, што е голема работа. Па Господ си спомна за Енох, па Господ си спомна за Исак, затоа што ги благослови своите синови. Изнуди благослов од Господ за своите синови. Изнуди да те видам. Може Господ ќе те спомне и за тоа. Па за родителите на Мојсей, па за Мојсей самиот, затоа што избра повеќе да страда на страна да биде на Божиот народ, отколку удобно да си живее во царската палата тамо во Египет. Најголемата империја за тоа време и најбогатата империја. Па избра полошо за него, ама подобро за Божиот народ. И затоа Господ си спомна за Мојсей. Не, се има многу. После писателот во Евреите 11 глава дури вика, сега што да ги бројам, вика и другите, да ги бројам, ви спомнува некој Гидеон, Барак, Давид, Самуил. И сега сумира со една реченица, сите овие, благодарение на нивната вера, станаа пример за пофалба. Евреите 11:39. Станаа пример за пофалба. Епа, му даваш ли повод на Господ? Му давам ли повод на Господ да бидеме пример за пофалба? Да не препознаат луѓето како такви, а најважно се разбира Господ да не препознае како такви. Немам време да ви читам сега во контекстот на ова стихче што ви го избрав, од Неемија 13:37, зошто тој на крајот на краиштата кажал така, како што кажал, нели? Спомни си за мене, Господа, ама за добро. Спомни си за моје добро. Тој малку пред тоа, во таа иста глава инаку, ще дам време сега, кажува што све направил. Пазите, тој не бил ни теолог, не бил ни свештеник, тој си бил тамо администрација некоја. Ама тој кажува, видел неред тамо, видел хаос во црквата, јас турив ред, вика. Видов ова се прави во црквата, ова не се прави, а треба да се прави, се погрижи, се да си дојде на своје место. И сега со една таква позадина, вели, спомни си за мене, Господе, за моје добро. Значи, има нешто за себе. Јас сега не ја рушам концепцијата дека ние се спасуваме со дела. С краја да е. Никој од нас не може да се спаси со дела. Некој викал некој пат, не е фер Господ. Па некој друг хубаво му кажал, нас не ни треба фер Господ, вика, нас ни треба милостив Господ. Ако е фер, вика, сите завршиме у пеколот. Ако е по правдина, нели? Спомни си. Ама Христос па кажуваше нешто интересно, знаете. Вашиот небесен татко ќе се прослави ако родите род. Ние не сме повикани за да си мотаме прсти или само да седнеме у клацкалка, спасени сме, си веруваме, фала на Бога. Ние сме повикани род да родиме и сега за тоа зборувам јас. Не го рушам концептот дека ние сме по благодат спасени, нема збор околу тоа, тоа е така. Ама ако сме спасени, па заслужува ли Господ ние да придонесеме за Негова слава? Како? Па плод некако да има. Плод некако да има. Ке завршам, зашто морам сега рипам 4 од 5 страници од оваа проповед. Ако се најдеме во овој момент додека јас зборувам, или додека ние си размислуваме што би рекол Господ за мене, или на што го асоцира кога ќе ми го спомнат моето име, не дај Боже да му е она што го кажав на почетокот, не ми го спомнувај, притисокот ми го крева. Ако се најдеме искрено онака преиспитувајќи се дека еве во овој момент ако треба да ни пресуди Господ, дека може би и не би кажал најдобро за нас. Што треба да правиме? Има чаре. Секој пат има чаре. Прекретница во нашиот живот, пресвртница во нашиот живот ќе направиме.
И ги кажам еден пример и со тоа ќе привршам некако. Во мојава струка, ај вие сигурно сте чуле за Нобеловите награди. Сте чуле за Нобелови награди? Тоа е најголемата, најпрестижната награда, најславната награда во светот, што се дава обично на научници, кои што откриле нешто, ама што е строго за добра намена. Значи, не за оружија, за такви работи. И иронијата е голема, што тој што го основал, Нобел, Алфред Нобел, всушност, и се прославил и се збогатил од динамитот што го изнајмил. Ама па после која од своите пари ја основал таа фондација која што е 100 години и кусур веќе, 124 години веќе се доделува таа Нобелова награда од негови пари, цело време, строго забранил да се доделува за насилни цели, за оружје и така не. Само за мирнодопски некои постигања. Исклучил све друго. Не се неговата приказка сега во овој контекст ми е од друг аспект интересна. Тој го открил динамитот сосема случајно, тоа е за хемичари, веќе да не ве гнјавам бас како. Случајно му капнало нешто, пуп направило и малце истражувал што тоа подскета тука. И така го открил динамитот и бил многу среќен затоа што тоа се граделе многу патишта. И си викал овие луѓе што се мачат со чекан да кршат камења, по рудниците што се мачат делче по делче, ова се со динамит, вика патишта ќе градиме. На крај памет не му паднало дека прво што ќе направат оружје. И има некои записи дека се обидел 2 пати да се изврши самоубиство, кога видел дека динамитот уствари се користи многу повеќе за оружје отколку за убивање, отколку за мирнодопски цели. Днешне станал познат по тоа, најмногу пари заработил. Луѓето, сите држави купувале динамити за пушки да прават. И едно време се случило брат му да умре, брат му на Алфред Нобел. Ама во Франција, во тоа време, значи, 1800 и некоја тамо, некако, знаете како луѓето пренесуваат гласини, овој кажал, рекла, казала, тамо разбрале дека овој умрел уствари, Алфред Нобел. И објавиле во весник и тоа напишале вака. Трговецот со смртта конечно умре. Затоа што динамитот е за убивање. И овој кога го видел тоа, се испотресол. Зашто Алфред Нобел, да ви спомнаме и другото, не е само изумител на динамитот, всушност тој има околу 300 патенти, од кои што сите освен динамитот се корисни. Измислил делови за локомотиви, нели тоа што железницата била многу позната. Што све не правил? Некоја синтетика, синтетичка свила и така натаму и така натаму. И станал екстремно богат. Имал преку 20 фабрики низ територијата на Европа, огромни пари собирал. И сега си викал, абе од толку добра што направив, така ли испадна да ме крстат? Умрел трговецот со смртта. По тоа ли ќе ме памтат мене? Око други добри дела направив, по тоа ли ќе ме памтат? Епа, по тоа те памтат. И сега решил да направи пресретница во својот живот. Рекол, не ќе биде така. Што направил? Ова што ние денес го знаеме. Сите пари ги оставил во една фондација и кажал, ќе биде за награда на научни достигнувања, ама не за оружје. И сега денес знаете, ретко кој го знае ова што јас го кажувам за неговата историја. Сите знаат Нобелова награда, таа е престижна награда, тоа е нешто фино, убаво. Ама успеал, зборот ми е овдека, своето име да го поврзи со добра работа. Не да го поврзи со трговец на смртта, туку да го памтат, овој оставил пари за научниците со најголеми откритија за човештвото, за добрината на човештвото. Понекогаш, драги мои, мора да направиме пресмртница во животот. И проповедите во црква е добро да доаѓаме што понекој пат ќе не свестат. Ќе не свестат, ќе ни го придобијат вниманието за Господ да ни проговори дека е време пресмртница да направиме. Да си го испереме образот. Да не памти Господ такви какви што можеби во моментот би не памтела по наша собствена проценка секој од нас ако си помисли дека еве сега Господ ако треба да ме спомне или не дај Боже ако ми е сега средбата со Бога, оти никој од нас нема гаранција до кога ќе живее и колку ќе живее и така натаму, да ме памти подобро. И па пораката, знаете, овде целата порака на Евангелието е Господ вика, сакам да те памтам подобро. Ама дај ми повод. Дај ми повод да те памтам подобро. Направи нешто со што ќе те асоцирам, што ќе ме поврзи со твоето име, со твојата работа, со твојата дејност. Направи нешто. Јас сум тука за добро да те спомнам. Ние знаеме дека нашиот Бог е добар Бог. Ама дај му повод. Ако ние да му дадеме повод, како да измисли Господ да не спомне за нешто добро? Драги мои, еве толку во оваа кратка верзија. Она имаше многу повеќе страници, многу повеќе цитати и примери и така натаму, ама
го зедовме време со Новиот Завет, нека Господ сите не поттикне секој ден да си размислуваме. Еве денес, кој ќе заврши денот, по што ќе ме памти Господ? Ако ме спомне, по што ќе ме спомне? Ја да ви кажам право, мене не ме секира многу ни дали по име ќе ме спомне Господ. Мене лично би ми било доста да ми каже добар и верен слуго, влези во радоста на Господарот твој. Ич нека ми го спомне името, ама нека ме спомне по-добро. Нека каже слуго само, ама да ме спомне по-добро. Давид вика повеќе сакам да бидам вратар во Божиот дом, отколку да бидам на царска трпеза таму. Па Господ е добар Господ. Заслужува да биде прославен. Заслужува луѓе да го почитуваат. Ама во голема мерка ќе зависи од тоа што ние правиме. Да родите род, така ќе му донесете слава на Отецот, на вашиот татко. Дај Боже сите ние, баш секој ден да се преиспитуваме, да не чекаме крајот на животот да ни дојде, па сега ајде да си смислам ја епитаф, што сакам да ми пишува таму. Да ви кажам, тотално неважно е што ќе си напишеме. Тотално неважно е. Оној богатиот за кој што Бог кажуваше дека му родиле многу нивите, си ги наполнил амбарите, тој кој знае што си замислувал. Епитаф каков ќе му напишат, ама Господ му напишал безумник. Глупчо, онашки. Уште вечерва ќе ти земам душата. Глупчо. Мислиш дека епитафот ќе си го заслужиш со земните богатства. Драги мои, сериозно е нашето звање, нашиот позив како христијани, како Божји гласници, како Божји амбасадори. Сериозно е. Апостол Павле на еден интересен начин ќе каже за едни сме ние мирис пријатен, значи ќе се радуваат што ќе не чујат, за други сме мирис смртен. Ќе им ја запечатиме судбината. Ама никош да не биде поради некоја наша вина на таков начин. Таму е контекстот друг, ама да не биде заради нас. Каде си Адаме? Каде е твојот брат? Бог си спомна за Ноја зашто беше правичен, Бог се пофали со Јов. А за мене и за тебе што ќе каже? Господ нека не биде милостив, а е милостив. И верувам дека има милост за сите нас. Ама дајте и ние да му даеме повод. Да му даеме повод со нашиот карактер, со нашето однесување, со нашата посветеност, со тоа што ќе му бидеме на располагање, да не мора да ни го придобива вниманието со некои начини кои што не се пријатни, за да може да ни шепне на во после нешто. Минатата недела проповедав нешто друго во Евангелска црква, а ми го кажував тој малце комичен пример, што понекој па да го кажувам некој. Знаете, најтешката работа за еден човек кој му сведочиме е вниманието да му го придобиете. Тоа е најтешката работа. После ќе слуша, ама не можеме да им го придобиеме вниманието. Најчесто не се заинтересирани, не ќе да слушаат, не ќе да дојдат. И овој пример е интересен, вака што го кажувам понекогаш. Некој таму у старо време, кога главно превозно средство биле магарињата, продал магаре таму на пазар и го фали. Магаре многу слуша, само треба на уво да му шепкаш, се те слуша, вика, ке, ќе го натовариш, ке носи, ке кјути. Го купил еден што го купил и утреден таа ќе оди на нива, магарето од дворот тамо легнало во прашината, и овој оди на уво му шепоти, ајде, време е да стануваме, треба на нива да се оди, да те товарам. Ова, па не мрда, магаре ко магаре. Мора му шепка, не, брате, магарето не мрда. Па ти ги се изнервирал едно време, земал еден камен, видел тука, пупа магарето стрипало, одма се стресло вака, и готово, сега му ставил самар и готово слуша. И после оди да му се жали на овој земјакот што му го продал. Абе ти идеше, како ми кажа мене, ме излажа, вика, дека магарето слуша се, ќе му шепкаш на уво, се ќе ти каже слуша. Абе, знаеш, вика, ја вака и вака са бајле, не бе, вика, доека не го удиш со камен. Вика, бе, заборав да ти кажам, вика, прво треба да му го придобиеш вниманието, после се слуша. А вика, заборав да ти кажам дека вниманието може да му го придобиеш само со камен, ако го удиш, со бајле, нема ти стане. Па да не се доведеме во таква ситуација. Во истата книга Јов, на тоа и проповедав пред недела-две во нашата црква, Бог кај што бара гласник и кај што кажува дека тој ќе се погрижи за вниманието да го придобие. И вели, почнува Бог нежно, на сон, во мислите на човек му става дека е погрешен пат, дека треба да се обрати. Ако човекот не слуша, вика, тоа го удара со болести, го удара. Значи се појако и појако. И сега интересно е тамо да не ја вртам проповедата, нели?
Кога Бог му го придобива вниманието, вели, тогаш, ако се најде гласник, еден од 1000, што ќе му каже, има откуп за твоите гревови. Ќе го спасам човекот и ќе живее. 33 глава од книгата на Јов. Интересно, многу. И треба да сме баш така, на располагање, гласник еден од 1000. Ама што ќе му се најде на Господ, тогаш кога он ќе му го придобие вниманието на некој наш комшија, на некој наш роднина, кој што сигурен сум имате такви искуства и јас имам. Сме ги канале у црква или да читаат нешто, некијат бре не читаат, ама во некоја фаза Господ ќе му го придобие вниманието. Тогаш те бара Господ тебе или мене. Ако се најде гласник, еден од 1000, да му каже на човекот, има откуп. Ќе завршам со ова и така одолжив. Ме прашуваше еден од вас пред службава дали ни идат комшии во црквата тамо. И јас му кажам, интересно, ни овде кога бевме 28 години, ни еден комшија никош не дошол. А ни тамо кај што сме, ни еден комшија никош не дошол. Зошто е тоа така? Некои знаеме, некои не знаат. Ама, како и да е. Луѓето се плашат да ги видат, некои да се идентификуваат, им е срам. На Газибава бевме ние 28 години домашна црква, ама функциониравме. Секоја недела служба, секоја среда, четврток, сабота дури имавме. Ни еден комшија никош не дојде. Ама еднаш едно дете дојде кај татко ми и вика, татко ми е стар човек веќе, дедо ми, пардон за него, на умирање вика, рече, оди викни го Страшо. Страшо, татко ми беше страхил. Викни го Страшо, нешто сакам со него да зборам. Значи 28 години ние имавме служби тамо, никош не дошол, ни тој човек, ни некој друг. Шо било, татко ми ни расправа после. Човекот вика, Страшко, јас сум на умирање, што сум на умирање, ама ти не знаеш јас колку грешен човек сум. Има ли чареве во таа вашата вера, вика? Не ќам да си умрам така со тие гревови, со тоа бреме. И сега татко ми нормално, нели, го споделил Евангелието и не е битно, приказката понатаму интересна, ама немам време да ви ја кажам. Битно ми е ова мене. Во некоја фаза Господ ќе му го придобие вниманието. 28 години тука имал шанса да дојде да чуе, не дошол никош. Ама на крај и стварно умре по неколку дена само човекот. Ама поентата што ми е, се најде гласник. Во тој момент кога го придоби вниманието на комшијата, да му го прати човекот страхил и да му каже, има прошка за гревовите. Какви да се. Господ нека ве благослови, ја отегнав многу, сакав да завршам до 12:15, како што пасторот вас ми пренесе, 14 минути ви украдов плюс. Простете и ќе ви биде простено. Се гледаме каде што Господ ќе сака во некоја прилика на заеднички благослов. Ќе си наведеме нашите глави на завршна молитва. Татко наш небесен, ти благодариме за секој твој глас, за секоја твоја порака, за секоја твоја опомена, бидејќи твоите зборови за нас се секој пат за наше добро. И Господе, кога ние доаѓаме во ситуации да си ја сватиме состојбата и кога ќе кажеме од се срце, спомниме Боже мој за моје добро, биди милостив Господе и прифати ни ја молитвата. Посакувам секој брат и сестра што е овде денес и уште многу наши други блиски и по тело и по дух да добијат позитивен одговор на таквата своја молитва. Спомни ме, Боже мој, за моје добро. Нека биде така, Господе. Испрати не со Словото Твое, кое што беше и предизвик, може би на моменти и карање од Твоја страна, но Ти си наш родител, ние сме Твои деца. Помогни ни да прифатиме секое Твое Слово како татковско Слово, како татковска грижа, токму за наше добро, за да имаш повод да не спомнеш по-добро. Благослови ги сите браќа и сестри кои денес слушаа, благослови ги пасторите кои што проповедаа и тоа семе нека падне на плодна почва и да го даде својот род во името Христово. Амин.